Токму така, значи ова вечер е како завршна вечер на колонијата. Колонијата почна од 1 август до 12 август. На колонијата учествува 14 ликовни уметници од земјата и странство. Значи имавме представници од Америка, има од Русија, Полска, имаше од Бугарија и Македонија. Па можам да кажам дека сум задоволен. Се создадува 40 нови дела, работени во најразлични техники. Значи и за прв пат, еве, после толку години имаме работено и текстил, значи нова една техника, учесничката од Полска. Значи во масло на платно техника, акрилик се работеше и по 26 пат работеше студиото за мозаик. Значи создадени 40 дела што фондот на колонијата дополнително се збогати. Оди ли според вас колонијата во нагорна линија? Сигурно дека оди во нагорна линија. Значи ова година малку бројот на уметници е намален, али одевме малку на квалитетни автори кои веќе се докажани во својата професија во сликарството и во мозаикот и така натаму. Како и сами може да забележите дека има доста квалитетни дела. Секој дека оди, но секој пат има повеќе и повеќе. Ние сме тука да одржуваме таа богата традиција која навистина Струмичани треба да се гордеат во 56 години, тоа не е малку, и 2600 дела, уметнички дела. Како беше дружењето меѓу учесниците на колонијата? Беше ли надмината таа јазична бариера помеѓу ликовните уметници кои доаѓаат од разни други земји? Да, тука секој пат функционира тај уметничкиот јазик, и сите се универзален јазик на уметност. Јазик, така да имаше една фантастична група, прекрасни луѓе, одлична дружба. Ги посетивме и нашите културно-историски споменици, Велуса, манастирот Велуса, Водоча, термите Банско, Свети 15, водопадите, така да беа воодушевени од тоа што го видоа. Например, посебно воодушевени од Велуса, кој е од 11 век или си 15, 9 век. Значи, на овие простори има што да се види. Традиционално делата создадени на ова 56-то издање на Меѓународната струмичка ликовна колонија ќе бидат изложени на 11 септември на денот на ослободувањето на Струмица. Но и вечерва, како што гледаме, голем број на луѓе дојдоа на ова завршна вечер. Па и јас сум изненаден, обично за ова завршна вечер доаѓаат малку луѓе, ова сум фасциниран вечерва, стварно многу народ, што е добро. Така да, точно на 11 септември, по повод денот на ослободување на град Струмица, ќе биде традиционално изложбата, горе поставена во изложбениот простор. Од утре ние почнуваме со припреми на делата, да се врамување на делата, изработка на каталог и здравје Боже на 11 ќе се видиме повторно.